Денеска сме овде да презентираме еден проект кој што пред одредено време го најавивме, а тоа е проектот на изградба на затворена тениска арена со гимнастичка сала. На моје огромно задоволство денеска сакам да соопштам дека овој проект го надополнуваме со сала за боречки спортови и по консултациите со еминентни спортски работници, но и со корисници и спортисти и рекреативци влюбеници во боречките спортови, менаџментот на Борис Трајковски одлучи овој проект, како што спомена веќе, да го надоградиме со уште една сала и практично името на проектот сега е затворена тениска арена со гимнастичка сала и сала за боречки спортови. Можам слободно да изразам огромна благодарност до сите оние кои што придонесува во осмислување на оваа проектна задача, која што ќе се обидам преку неколку слайдови да ја визуализирам за вас медиумите, но и за целата македонска јавност. Се работи за еден објект кој што се гради за прв пат во Република Македонија, но не само во Република Македонија, туку и пошироко на Балканот, бидејќи ќе биде одлично надополнување на сите оние содржини кои што спортскиот центар ги нуди, но ќе биде и многу добро во смисла на тоа дека ќе овозможи континуитет на одржување на тренажен процес и професионални и одигрување на професионални надпревари во тенис, гимнастика и боречки спортови. Она што посебно ме радува е што успеавме да најдеме начин да реализираме во рамки на овој проект и да изградиме и гимнастичка сала, која што можам слободно да кажам дека повеќе од 30 години не е ништо направено за овој спорт, а сега веќе ќе имаме и услови во кои што ќе бидат со салата која што ќе биде опремена со најсофистицирана опрема и сертифицирана од сите светски федерации. Значи, накратко ќе се обидам преку неколку слајда да визуализирам што планира и што суштински содржи оваа проектна задача. Ова е надворешниот изглед на објектот кој што ќе се гради. Значи, ќе забележите дека ја прати веќе препознатливата форма на веќе постоечкиот спортски центар Борис Трајковски, зградата која што сега се наоѓаме. Иако градиме економски издржлив објект, сепак сакавме естетски да го испратиме објектот и да имаме одлична можност да развитокот на спортскиот центар Борис Трајковски се продолжи и визуелно да се гледа дека е одреден след на настаните. Ова се неколку слајда кои што го прикажуваат надворешниот изглед на салата. Како што можете да забележите од овој слајд, салата ќе биде изградена на две нивоа, тоа е едното ниво и второто ниво. На првото ниво, од следниот слајд, ќе можете да забележите дека ќе биде сместена салата за боречки спортови. Предвидуваме бруто површина од некаде 3150 метри квадратни, која што можете да забележите дека се дели во неколку зони. Првата зона во која што ќе биде опфатено борењето како спорт, на која што ќе бидат поставени два душека за борење и одреден слободен простор кој што им треба на борачите за да се придонесе кон нивната физичка спрема. Втората зона е зона која што е предвидена за карате. На неа предвидуваме поставување на 4 борилишта за карате. Тоа ќе биде зона која што ќе биде постелена со специјална подлога наречена татами кои што се неопходни за изведување на тренажниот процес за каратето, и дополнително имаме простор во втората зона на кој што ќе бидат сместени сите оние кукли за изведување на статички удари и дополнително на кој што ќе бидат сместени вреките, фокусери, круши, се она што е неопходно за развивање на способностите на каратистите, но и за боксерите и кикбоксерите, и намерно е таму позиционирана за да може да се линкува заедно со просторот за тренажен процес за карате и за боксот и кикбоксот. Во третата зона имаме позиционирано 5 ринга кои што се предвидени за бокс и кикбокс, од кои овие 4 рингови ќе бидат монтажно-демонтажни и ќе се поставуваат и вадат согласно потребите на клубовите кои што ќе функционираат во оваа арена, и дополнително еден кој што ќе биде статичен, фиксен, кој што пред се ќе биде поставен за надпревари, но исто така ќе служи и за координација во ринг при тренажниот процес. Во последната зона им предвидуваме простор за фитнес центар, во кој што е многу битен во тренажниот процес за сите боречки спортови, и дополнително простор каде што ќе може да се изведуваат сите оние вежби за сила кои што се неопходни за боречките спортови.
потекот на целата должина или во овој простор предвидуваме трим патека која што е со должина некаде од прилика 50 на метри, која што ќе придонесе за кардиовежбите и за развивање на кондицијата на сите оние кои што ќе ја користат оваа сала. Во следниот слайд или на едно ниво повисоко од боречката арена се поставени тениската арена, гимнастичката сала и падел тенисот. Тениската арена е, морам да напоменам дека е согласно сите светски стандарди, ќе биде прелиена со акрилна подлога која што исто така е сертифицирана од Светската тениска федерација и на неа ќе може да се одржуваат интернационални и најголеми надпреварувања. Дополнително, како што може да забележите од слайдот, имаме и предвидуваме трибина за околу 500 гледачи, која што дополнително ќе даде еден комфорт и ќе можат не само и надпреварите, туку и тренажниот процес да го следат сите оние посетители од трибина. Дополнително овдека предвидуваме и кафе бар кој што има визуализација со тениските терени, за да може да посетителите уживаат и се релаксираат и при тоа да следат надпревар или тренажен процес. Во продолжение на тениската арена или некаде овде се наоѓа теренот за падел тенис. Како што споменав и на почетокот, на моје огромно задоволство, по повеќе од 30 на години, за прв пат во Република Македонија се гради гимнастичка сала, која што ќе биде во продолжение на тениската арена, како што рековме, на нивото над боречката сала. Во гимнастичката сала предвидуваме поставување на повеќе од 20 справи кои што се сертифицирани од Светската федерација, кои што ќе ни овозможи и придонесе исто така да организираме меѓународни надпреварувања и која што ќе биде, по моје уверување, и регионално признаен центар, бидејќи навистина она што планираме да го направиме и она што планираме да го ставиме внатре како опрема, ќе биде со највисок квалитет. Предвидуваме акробатска патека, партер, сите оние неопходни справи кои што се користат при тренажниот процес за гимнастика, но и кои што се неопходни за надпреварување. Дополнително имаме предвидено и седишта трибина со 500 гледачи, се со цел да мотивираме повеќе луѓе да доаѓаат и повеќе луѓе да се запознаваат со основите на гимнастиката. Она што е многу битно да се потенцира е дека во рамките на гимнастичката сала предвидуваме и справи за развивање на моториката кај најмладите дечиња, бидејќи сите знаеме дека гимнастиката е мајка на сите спортови и со ова на некој начин ќе иницираме родителите да ги насочуваат своите дечиња од најмала возраст, без разлика дали понатака ќе се насочат кон професионален спорт или не. Овие справи ќе овозможат на дечињата да им развијат моторички способности кои што се неопходни да се развиваат од најмалата возраст. Во следните слайдови ќе видиме и повеќе пресеци кои што треба да ни дадат една дополнителна визуализација и преглед како би изгледала цела оваа арена. Ова се пресеци каде што можеме да ги видиме, значи, поставеноста на трите арени. На првото ниво е салата за боречки спортови, веднаш над неа е салата за тенис и тука е салата за гимнастика. Еве од оваа слика можеме да визуализираме каде е поставена трим патеката за кардиовежбите во боречките спортови, дополнително кафе барот, трибината која што е предвидена во тениската арена, дополнителен пресек за да се види каде е поставен теренот за падел тенис, гимнастичката сала, дополнителен пресек на арената и ова е веќе повторно надворешен изглед кој што треба да даде една слика како од надвор ќе изгледа објектот со неговите пресеци. Почитувани присутни, се надевам дека од оваа кратка презентација на некој начин овозможивме да ви дадеме еден приказ на сето она што планираме да го направиме како проект. И се надеваме дека со изградба на овој колосален, можам да кажам, објект кој што ќе го продолжи следот на развивање на спортскиот центар Борис Трајковски во права насока и ќе овозможиме и ќе придонесеме на уште повеќе дечиња да дојдат да тренираат, но и ќе овозможиме за сите оние професионални спортисти континуиран тренажен процес во текот на целата година, кој што досега го немавме за спортовите тенис и гимнастика.
Веднаш по добивање на корисничко право на земјиштето за изградба на овој проект, Спортскиот центар Борис Трајковски ќе отпочне со постапка за објава за јавен повик за изведба на проектно решение за овој проект и веднаш потоа согласно Законот за јавните набавки ќе стапиме во реализација и во негова изградба.